Во општина Бутел се уште има активни предмети за легализација на бесправно изградените објекти. Каква е состојбата и каква е динамиката на решавање на предметите? Имаме активни предмети, негде околу 1650 предмети. Тие се активни предмети кои се останати согласно законот од кога се поднесени во периодот од 2011 до 2018 година. Со доаѓањето на новиот градоначалник Дарко Костовски на функцијата во изминатите 3 години активно се работи на сите предмети. За жал морам да констатирам дека во изминатите 4 претходни години на минатиот градоначалник беше целиот процес во еден застој. За 4 години беа реализирани само 30 барања. За овој период од 3 години ние легализиравме, успеавме да издадеме решенија за над 200 бесправно изградени објекти, нормално согласно закон сите што ги исполнуваат условите, и во овој момент се формирани сите и активни се сите тела на општината за работа на останатите 1600 предмети кои што се преостанати во нашата општина. Значи со сите граѓани се контактира, се бара потребната документација која треба да се излага, службите на терен да ги сликаат објектите, да се комплетира целата документација, зашто побрзо да им се реши овој статус на граѓаните. Колкав беше бројот на поднесени барања за легализација на бесправно изградените објекти од законот 2011? Законот 2011 кога излезе до 2018 година, согласно рокот кога можеше, во општина Бутел имаше поднесено 8380 барања за територија на цел Бутел, значи вклучувајќи ги градскиот дел и руралниот дел, како што вие споменавте. Сега, бидејќи рековте дека има активни, во повеќето општини што се однесува до предметите, има каде што има и повеќе подносители на барања за легализација, имотно-правните, меѓучовечките односи, фамилиарните дел од менталитетот, и на тие треба да им се пристапи. И каква е состојбата тука? Секако дека имате и такви предмети. Нормално, исто како и другите општини, ние се соочуваме со истите проблеми, каде што имате некој починат, па предметот се префрла на друго лице. Меѓутоа, како што напоменав и претходно, комисијата работи активно, ги контактираме сите граѓани и им се укажува што треба да прибават од потребната документација за нивниот предмет да биде затворен. Сите предмети активни што се во фаза на обработка, и градоначалникот во минатото формираше една комисија каде што сите беа исконтактирани, направен е попис на активните предмети, сите граѓани беа исконтактирани, кажано им што треба да донесат за нивното барање и овој процес да го затвориме што е можно побрзо. Од 2018 веќе законот и не се дозволени дивоградби, што би рекле, но сепак општината, како и другите, има атрактивни делови. Каква е состојбата на терен? Има ли прекршители на ова? Имате инспекции? Секако дека излегувате? Од 2018 со тоа е мандатот на минатиот градоначалник кога завршува до 2021 година, пред доаѓање на градоначалникот Дарко Костовски на функцијата, состојбата со дивоградбите во Бутел била малце поалармантна, со што денеска се соочуваме. Меѓутоа, од 2021 година законот важи подеднакво за сите. Во изминатиот период градоначалникот Дарко Костовски на негова иницијатива отстрани неколку дивоградби. Останевме узурпации, кои што имаше узурпирани државни земјишта, каде што се започна објекти, беа отстранети неколку објекти каде што бе изградено бесправно на државно земјиште, така да службите работат и се од цело време на терен. Јас ви благодарам за разговор. Ви благодарам и на вас.